Вот эти вот дроны пойдут сейчас в Японию. Это заказ Японии идет. Бизнисменот Иван Толчински од Украина, но тој живее во Летонија, каде што раководи со Атлас, летонска компанија за производство на дронови. Идея, то, что мы сейчас выпускаем дрон, 250 грам. Произведуваме беспилотно летало од 250 грама со две камери, едната дневна камера од 8К, а другата инфрацрвена камера. Нашите главни клиенти сега се Германија, Холандија, Англија. Тие планираат големи нарачки. Овој мал објект во летонскиот главен град Рига работи првенствено со земјите на НАТО, но Толчински вели дека неговата компанија испратила и над 1000 дронови во Украина. Все понимают, что дрон это важно. Сите разбираат дека беспилотните летала се важни и станаа широко употребувано оружје. Елина Егле, председателка на одборот на Федерацијата за безбедносни и одбранбени индустрии на Летонија, неодамна се врати од воена изложба во САД, рече дека беспилотните летала стануваат се поважни. Таа вели дека војната во Украина е исто така важна за производителите на воени дронови. Со одржување на секојдневен контакт со украинските воени единици, добиваме непроценливи информации. Дознаваме што треба да бидат најновите технологии и како подобро да ги искористиме, како и да ја обучиме војската да раководи со нив. Летонија ја предложи иницијативата Коалиција за беспилотни летала, која ја координира заедно со Велика Британија. Коалицијата формално, формирана во февруари, има за цел да ја снабдува украинската армија со дронови. 12 земји членки, меѓу кои и Германија и Канада, изнесоа амбициозен план за производство на беспилотни летала. Секоја земја е горда на својата индустрија и сака да ја развива, но само заедно можеме да создадеме критична маса за нејзино совршување. Коалицијата јавно откри дека сака да произведе милиони дронови за Украина. Фирмата на Толчински обезбедува дел од тие дронови. Неговата компанија произведува извидувачки беспилотни летала, но наскоро планира да премине кон борбени верзии. Это FPV дрона. Денес беспилотните летала се многу популарни, се користат за напад на опремата на непријателот и нивните сили на терен. Тие чинат колку минофрлачи, но се многу попрецизни. Украинските оператори со дронови тестираат и дронови од Летонија. Инженерите велат дека искуството на украинците е важно за процесот, затоа што точно знаат како треба да функционираат беспилотните летала на бојното поле. Rītdien viņš var būt principā pilnībā nederīgs. Дроновите што се функционални денес можеби ќе бидат бескорисни утре, бидејќи непријателот веќе знае како да се бори со нив. Нашите производители ги следат најновите случувања и секоја нова нарачка е различна од претходната. Во 2025 Летонија планира од буџетот да одвои околу 21 милион долари за купување беспилотни летала за Украина, но и обука за украинските војни оператори.